Денес сакам да ви зборувам за траумите кои не се само во вашата глава, туку оставаат и траен отпечаток и на вашето тело. Нашиот мозок е зачудувачки брз и ефикасен. Се состои од 100 милиарди неурони, додека оваа сложена матрица ги кодира и ги подхранува нашите сеќавања и искуства, кои во суштина ве прават тоа што сте. Кога нашиот мозок работи оптимално, тој испушта околу 18 до 640 трилиони електрични импулси во секунда. Нашиот мозок е како еден најголем компјутер и е ранлив на оштетувања. Шок или трауматско доживување може да предизвика пустош во вашиот мозок. Траумата не е само во вашата глава, таа остава траен отпечаток и врз вашето тело. Таа ги пореметува процесите на складирање меморија и го менува начинот на кој вашиот мозок работи. Траумите, кои не се лечат, може да имаат големо влијание врз вашето општо здравје. Траумата буквално предизвикува кварови и хаварии во нашиот мемориски систем. Трауматските сеќавања не се правилно складирани во нашиот мозок. Наместо тоа, нашиот мозок прибегнува кон поедноставна метода на снимање на случувањата, која се состои од слики или телесни сензации, сеќавања на шокот или траумата. Тоа е поделено во фрагменти. Тие фрагменти можат да делуваат на тој начин што го пореметуваат природниот процес на опоравување на мозокот. Затоа траумата или шокот ќе се манифестираат како симптоми кои обично се поврзуваат со посттрауматски стрес, кој може да го зголеми ризикот од телесни заболувања. Личноста која преживеала тешка сообраќајна несреќа, например, може би нема да се сеќава на несреќата, но може би ќе се чувствува физички онеспособена повторно да влезе во автомобил. Умот памти, телото памти. Траумата не е само во нашиот мозок и во нашето сеќавање. Таа е во нашето тело, кое памти се, па од тука произлегуваат и многубројни психолошки, психосоматски заболувања со кои телото реагира на преживеаната траума и тоа е последична реакција на траумата или преживеаниот шок. Нашиот мозок е чудна направа и ништо не заборава, како и телото. Драги мои, доколку ви се допаѓаат вакви слични теми на кои зборувам од мој агол, ве поканувам да го заследите мојот канал. За вас тоа е само еден бесплатен клик, а мене вашата поддршка многу ќе ми значи. Довидување до моето следно видео и ви посакувам се најдобро.